Добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Без пардон. И вечер има повторно актуелна и жешка тема. На 11 мај Македонија го превзема ротирачкото претседателство со Советот на Европа. Што можеме да направиме и како овие 6 месеци да ги искористиме за подобра промоција на земјата? Тоа е вечерашната тема во студиото. Се враќаме веднаш по рекламите со мојот вечерашен гостин. Тема на вечерашна емисија Без пардон, македонско претседателство со Советот на Европа. Гостин во студиото на Македонска телевизија вечерва Александар Спасеновски, претседател на Комитетот за однос со европарламентарците или како ќе го наречеме. 11 мај е близу, подготвена ли е Македонија да го превзеде претседателството? Најпрво добро вечер до вас и до гледачите на Македонската телевизија. Се разбира дека Република Македонија како одговорна демократска држава е подготвена да го преземе претседателството со најстарата европска регионална меѓународна организација. За нас ова представа огромна чест и огромна привилегија. Република Македонија сега ја добива оваа шанса и следната шанса да председава со Советот на Европа ќе биде после 24 години. Ние ќе имаме прилика да бидеме домакини, да раководиме со институција во која што членуваат повеќе од 47 држави членки на европскиот континент, кои што се распослани на европскиот континент. Советот на Европа представуваше организација која што има огромна историја на постоењето, формирана уште 1949 година по завршувањето на Втората светска војна. Низината основна цел и задача е да го напредува мирот, демократијата, човековите права и разбирањето помеѓу европските народи. И ние мислиме дека во таа функција, раководејќи ги институциите на Советот на Европа, ќе придонесеме за уште посилно и уште поцврсто зацврстување на европските начела на кои што се темели Советот на Европа како европска регионална институција, но од друга страна исто така што е и суштествен македонски интерес дека ќе успееме во поголема мера на тамоше да ги унапредиме целите, интересите и приоритетите на Република Македонија како европска држава, која што несомнено заслужува да има и своја европска перспектива. Ке зборуваме за плановите кои што ги има Македонија, ке зборуваме за тоа како работите, колку напорно работите за сето ова, нели да го искористиме во најдобра мера. Меѓутоа, пред тоа да погледнеме на прилог, колешката Мирјана Василева разговараше со господинот Александар Николовски, кој што е во Страсбург и кој што работи на подготовките за преземањето на претседателството. Ако погледнеме, пак ќе се вратиме во студиото да го прокоментираме. По однос на Советот на Европа, ние она што ќе се обидиме да го направиме во тие 6 месеци додека преседаваме е да го трнеме прашањето од името на страна и навистина да го искористиме овој период за да ги промовираме прво политиките кои што се од интерес на државата, а второ да го промовираме Советот на Европа заради тоа што се залага за исклучително значајни работи. Тоа е најстарата европска организација, формирана според идеите на едни големи мислители уште од 19-тиот век, кои што ги поставуваат темелите на ова Европа која што ја познаваме денес, кој што сите сме ги учеле во политички теории. Така што човековите права ќе ни бидат на прво место, нивната заштита. Во оваа сесија која што имаме следната недела, односно последната недела на април, високиот представник за човекови права на Советот на Европа ќе има свое обраќање во Страсбург, каде што ќе говори за состојбата со малцинските човекови права. Тој ќе дојде во Македонија, ќе ја даде својата слика и тука додека преседаваме. По однос на спорот со името, јас уште една работа само би сакал да кажам. Градејќи го нашиот однос, знаете дека има една голема дебата во јавноста, пред се македонска, за тоа дали спорот со името се однесува само на употребата на меѓународното име на државата или еден поширок и идентитетски спор. Ние она што го тврдиме, што е факт, е дека не се работи само за проблемот на меѓународна употреба на името на државата, туку се работи за комплетен идентитетски спор и тоа грците го нагласуваат во секоја средба која се среќаваат со нас. Поставувањето на терминот македонско претседателство апсолутно и обструкциите кои што Грција ги поставува, иако не може многу да направи, практично ја потврдуваат нашата теза дека проблем на Грција не е само меѓународното име на државата, односно замена на поранешна Југословенска република Македонија со нешто друго, туку се представува еден поширок проблем каде што е основно идентитетот на нацијата, на народот, на именувањето на јазикот и на именувањето на културата. И за жал ние ја добивме потврдата со ова што се случува по однос на Советот на Европа, но тука отстапки е невозможно да има. Но Грција најавува дека ќе се држиме што е малку на ова прашање, затоа што најавува дека со ова се прекршува привремената спогодба и дека ќе оди до поголеми забелешки ќе става и до судот во Хаг. Тоа не е точно, тоа е поентата на ова што претходно го кажав. Во привремената спогодба
јасно стои дека двете држави треба да разговараат за надминување на спорот кој што го имаат по однос на меѓународното именување на државата. И тоа е тоа. Она што Грција се обидува во овие 15 години да го направи е да го прошири тој обсек и на внатрешно именување на државата, односно промена на уставот, пасошите, личните карти и така натака, и второ идентитетските прашања, како што е прашањето на именувањето на нацијата како целосна, без разлика кој све живее внатре, именувањето на народот, на македонскиот народ, потоа именувањето на јазикот и именувањето на културата. Тие се прашања кои што се надвор од привремената спогодба, на кои што Грција се обидува на дипломатски начин да ги наметне како такви, така што апсолутно тезата која што ја поставуваат е неточна. Дополнително уште еднаш би сакал да ја повторам првичната теза, а тоа е дека во Советот на Европа Македонија и Грција се полноправни и равноправни членки и ги имаат истите права и обврски и не може едната на другата да ја ставаат пречки или да ја прават проблеми во било која активност, особено не во председавање. И колку мандатот во Советот на Европа, ова што вие се надевам успешно ќе го довршите до крај, бидејќи тоа е програма која се спроведува политиката на Европа, ќе овозможи на Република Македонија да се стекне со своји пријатели кои што ќе лобираат и понатаму за една млада земја која што ќе продолжува патот на евроинтеграција. Па јас мислам дека во Советот на Европа ние имаме исклучително добри позиции. Можам да зборувам за парламентарната асамблеја, односно за парламентарното собрание, каде што јас активно сум вклучен. Тоа што сметам дека е предност на тој парламент е дека е составен од пратеници кои што се избрани во националните собрани. За разлика од Европскиот парламент, каде што пратениците се бираат директно на непосредни избори и работат само во Брисел, овдека се работи за пратеници кои што работат во домашните собранија и 4 пати годишно се собираат во Страсбург и одлучуваат за прашањата поврзани со Советот на Европа. Тоа по сите, не само по моје мислење, туку по сите теоретичари им дава еден поголем легитимитет, заради тоа што прво е едно пошироко тело кој што не ги опфаќа само земјите членки на Европската унија. Второ, на националните избори секогаш излегуваат повеќе гласачи отколку на изборите за